Почитувани добра вечер, добредојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Се наближуваат избори, го чекаме датумот 12 април. Во меѓувреме настаните се минуваат како на филмска лента. Исто така, уште еден од главните моменти кои се чекаат, тоа е тој фамозен датум, дали државата ќе го добие или не, дали ќе го почне европскиот пат. Ратификацијата за НАТО се уште тече и сето тоа е поврзано со многу надворешни, но и внатрешни процеси во државата. Тука во студиото вечерва имаме двајца добри познавачи на политичката сцена, двајцата луѓе кои плива и се уште пливаат во политиката. Со нив ќе зборуваме за овие теми и се разбира за прашањата кои произлегуваат од нив. Наши вечерашни гости се Филип Петровски. Добра вечер. Добра вечер. И Стојанче Ангелов. Добра вечер. Денеска, да речеме, најново е тоа што во оние судски процеси кои се случуваат, кои ги гледаме секојдневно како на филмска лента, значи за ова или за она, денеска вниманието на јавноста го привлече случајот со поранешниот премиер Груевски за предметот траекторија. Имено господин Ангелов, предметот застаре. Вас ве прашувам, бидејќи вие кога беа оние протести, нели, за право, за правда, шарената револуција, вие стоевте пред МТВ, зборувавте за милиардите украдени од Груевски, баравте правда, баравте и потоа, но некако правдата не ја гледаме. Баравме правда, денес се бориме за правда од позиција на власт. За жал, судството во Македонија не е реформирано. Тоа е еден процес кој што ќе биде тежок, болен и долг и ќе треба многу време во Македонија да добиеме нормално судство. Од друга страна, судството е независна власт и владата, барем оваа влада предводена од СДСМ, не се меша во судството. И затоа имаме вакви пропусти каде што имаме неразумно одолговлекување на одредени процеси, иако е известно дека доколку тие не бидат завршени, истите ќе застарат. Јас верувам дека и на судијата, и на обвинителот, па и на сите останати кои што го следеле тој процес, како и одбраната на обвинетите, им било јасно дека овој процес ќе застари, овој предмет ќе застари и оделе на некој од нив оделе на застарување. И тука ние како Добро, тоа за бранителите не е ни спорно, тоа е нивна легитимна тактика, доколку сака да одат на владата не може, но нема механизам како владата да ги забраза судските процеси, бидејќи тоа би било грубо мешање во судската власт, нешто за што ние долго време зборувавме и нешто против кое што се боревме со години наназад. И би било абсурдно, би било непримерно доколку владата на било кој начин се замеша во судската власт. да. Добро, ова што го кажува господинот Ангелов, отприлика го кажува и премиерот Заев, особено таа реторика, да ја наречам, е засилена после објавувањето на изборите, се фрлаат дрвја и камења по судството. Мислите ли вие дека, еве да речеме, условно кажано, судиите се криви затоа што немаме право и правда? Јас мислам дека чавка на чавка очи не вади. Ова во контекст дека корумпираните политички елити и лево и десно си имаат договор никој да не биде осуден. Се е ова фарса, која што не гледам како ќе се разреши доколку не се распуштат сите судии и да се направи генерално нов избор на судии. Изворно тврдам, податоци поседувам, пратам дека судиите се корумпирани. Корумпирани се исто како што се корумпирани и политичарите. Ова е една убава парола дека сегашната власт не сака да се меша во работата на судиите, меѓутоа не е баш така. И да е така, тогаш е погрешно, бидејќи една политичка структура, ако има исправни позиции, мора да може да го види и да се справи со корумпираното судство. Не преку телефонирање на судиите, туку преку носење на закони кои што ќе ги уредат овие работи како што треба. Значи, ја ова што го гледам во државата не личи на ништо.
Подобро е никого нека не гонат, нека прогласат општа амнестија и да си бидеме рад. Инаку, ова со рочиштава, со одложувањето, со закажувањето, со развлекувањето, никогаш и никаде нема да добие никаква завршница и разрешница. Така што не сум многу оптимист дека не очекуваат некои подобри времења, ако пасивно само уверуваме дека некоја извршна власт нема да се вмеша во судската власт. Кога знаеме дека извршната власт преку врските, тоа и во разговорите се слушаше, поставува суди. И сега тие суди судат, а другата власт вика се ние не се мешаме во судството. Не треба да се мешаат со телефонирање на исти начин, треба да донесат закони. Треба да се смени комплетно целото судство, затоа што државата не е во распад. Да, добро. Имаме закони да. во Македонија, но за жал законите не се спроведуваат во пракса. Инаку имаме релативно добри законски решенија, но закон на хартија не вреди ништо ако не се спроведува во пракса. Јас би сакал да реплицирам на господинот Филип Петровски на неговата теза дека чавка на чавка очи не вади и би го подсетил дека поранешниот премиер Никола Груевски е осуден со правосудна судска пресуда и истиот е во бегство. Понатаму, поранешниот директор на УБК Мијалков, еден од тајкуните Орце Камчев, беа во притвор. Поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски повеќе пати беше во притвор, потоа активни обвиненија и имаме во овој момент и против поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски, поранешниот министер за внатрешни Гордана Јанкуловска и низ за други високи функционери од претходната власт, така што паѓа во вода вашето тврдење дека врана на врана очи не вади, бидејќи имаме активни процеси за кои што доколку судството е како што треба, очекуваме осудителни пресуди. Се надевам дека во иднина нема да ни се случи повторно ваков, би рекол, преседан исклучок кога некој обвинение ќе застаре од вакви, би рекол, сепак банални причини, бидејќи сите учесници во овој процес и обвинителството и одбраната и судот знаеле дека роковите се тенки и можеле да најдат начин да го забрзат тој случај, да не дозволат да застане. Ако може, господине Ангелов, пред Петровски, јас да ве прашам само за ова, ја спомнавте и поранешната министерка Јанкуловска, и таа има пресуда, значи за затвор, за затворска казна, значи поради нема само незиното мало дете се одлага. Се одлага. Ова се што го набројавте е точно, но исто така е точно дека цело време слушаме изговори. Дека еве ова, дека судството, дека еве има мало дете, дека овој е болен, дека оно е ова, дека оно е она, но фактичката состојба е дека 3 години после смената на власта во затвор, 2,5, добро, во затвор рече се да нема никој. Некој избега, некој не може да оди, некој му се одлага, некој рочишта траат, но магично или не, во затвор нема никој. Не заборавајте дека начинот на кој што беше формирана оваа влада, на кој што беше обезбедено мнозинството, беше еден травматичен настан, кога имаше обид за линч на пратениците кои што ја гласаа, кои што го гласаа најпрво председателот, нешто што можеше да замине во погрешна насока, и првите месеци на владата и требаше простор за стабилизирање на она кревка состојба во државата која што беше на прагот на граѓанска војна. Веднаш потоа имавме и локални избори, референдум, председателски избори, тоа се моменти за кои што вие добро знаете дека државата е парализирана на по неколку месеци. Ако ние земеме во предвид дека оваа влада функционира 2 години и 4 месеци, ако ги само земеме во предвид овие 3 изборни, односно 2 изборни, 1 циклус на референдум, еве сега веќе се најавени нови предвремени избори, одбите ги по 3-4 месеци, ќе видите колку ефективно време имала владата за справување со овие проблеми во судството, кое што при тоа да не заборавиме дека со години наназад, јас би рекол не само од времето на ВМРО ДПМН, туку уште поназад, беше корумпирано и беше болно од канцер. Знаете за за квалификацијата која што ние користевме за сваровски судство, тоа можевме да го слушнеме од политичките бомби кои што ги објавуваше тогашната опозиција. Треба многу повеќе време за нашето судство да се стави на здрави нозе, на вистина повеќе време. Да. Не е многу драго што Стојанче вака жестоко ја брани власта и наоѓа вака реторички акробации
за да го намали периодот и за да му даде за право на заев за тоа што ништо не направил, и тоа е веројатно нужно да го направи во јавност, затоа што јас не те прекинував, ако сакаш да навлеземе у дебата со прекинување, и тоа може да го примениме, се обидувам да бидам културен. Значи, мене ми е јасно дека Стојанче мора да ги брани и на тој начин си го одработува коалицијското учество во оваа власт. Меѓутоа, јас сепак мислам дека не постои гледач кој што ја следи оваа емисија вечерва, што мисли дека има некаков резултат суството во овие 2 години и 4 месеци колку што ги изброја. Сваровски судиите си се судии, не се пензионирани, не се развластени, значи се си е исто. Мислам дека на народот не му е битно дали Заев или Груевски или Филип или Стојанче ги бранат или ги напаѓаат судиите. На народот му е битно да има правда, а правда во оваа држава нема. Правдата ја нема затоа што нема судии кои што судат по закони, кои што не се корумпирани, или многу малку се такви судии кои што не се во вакви предмети. Ако мислиме дека за 2 години и 4 месеци, 2 години пресуда на Груевски за Мерцедесот, кој што по мене е комичното обвинување, Мерцедесот во кој што се вози Заев, кој што требаше да го продава и така натаму, да не го споредувам со Алан Форд или Монти Пајтон тој случај. Значи, ако мислиме дека тоа е доделена правда, тогаш сме во заблуда. Има многу посериозни работи кои што треба да се разрешуваат. Не знам дали забележувате дека за Боки 13 и за Катица полека се стиша работа, веќе никој не зборува, никој ништо не прашува, не се одврзува работата кон Ременски, се затвори магистралата што водеше кон политичките врвови на СДСМ. Случајот не се разрешува и се гледа да се заташка. Народот сака разрешница. Прво бара да види колку пари се изрекетирани. Второ, каде се парите? Никој не знае. Дали некој тие пари ги однел во владата? Кај завршија ташните? Треба да се дадат одговори на такво нешто. Тоа бара народот да се разреши. Мислам дека е од наша страна би било невкусно да по секоја цена браниме некоја номенклатура. И ја не бранам. И не напаѓам по секоја цена, но правда нема, тоа е повеќе од јасно. 10 години додека бевте со ВМРО ДПМН или сега 6-7, пак со истите. не ве слушнав да го нападнете ВМРО ДПМН, тогаш суството беше во ред. Не, значи, дали тогаш беше суството во ред? ова ти се познати Не вратки. прашувам. Дали Што не беше? бевте директори на некои други позиции? Па имаше ли обвиненија? Дали вие Имаше ли обвиненија? Тогаш суството Па беше го добро. формиравте СЈО и видовме СЈО како заврши. Главната од СЈО што ја земавте да прогонува, а другите не се корумпирани. Апсолутно тврдам дека не. Како не се корумпирани? Како можете вака да обвинувате? Па како обвинува, па вие слепили сте. Не ли гледате што се случува? Зборуваме за Катица е СЈО. фатија жива со милиони евра. Што треба поише да збориме? Зборуваме за еден човек, кој што е председател на Тоа судот. не е еден човек, тоа беше првиот Председател, човек токму така. на таа И институција тоа е што требаше да тежок донесе удар, правда. Но не можете да плукате врз целата институција да Воопшто ги не навредувате. плукам. Зборувам за корумпирани обвинители, кои што нормално е после да се зборува дека нема правда и дека не се одвиваат обвиненијата како што треба. Позираат на пресконференции со ташниот по 5000 евра, глумат Чарлиеви ангели. Ајде, каде се резултатите? Нели за тоа ги оформивме ние? Да беше ВМРО ДПМН на власт, зарем мислите дека некој ќе ги чепнеше СЈО, ќе ги покриеја и во јавност немаше да има никакви, ќе беа спречени силни реакции со нивните сурови пропагандни методи. А сега нели е така? Апсолутно Сега не е така. Вие слободно зборувате на таа тема. А што вие не зборувавте како беше ВМРО на власт, вие не се качувавте по гајби и секој ден не зборувавте? Не зборувавте слободно? Тие кои што зборувавме. А зошто? Зошто малку биле? Како малку? Па стотици луѓе. Немој, значи Стојанче, немој позиција на страв да форсираш, затоа што исто и сега има луѓе што се плашат да зборат, како што се плашат тогаш. Прогон има на луѓето по сите министерства. Има луѓе неправедно во затвор по 18 години осудени, додека овие и Катица и другите ги покриваат и гледаат да го заташкаат случајот. Значи биди објективен. Како се погрешни тврдења?
има луѓе неправедно осудени Има. за тоа повторно. Патриотите што ја бранеа Значи, државата кога зборуваме- направивте државен удар, пошто зборуваш За тоа дека зборувате- пратениците гласале, како гласале на затворена тензија, односно седница. Како Повторно е изберен зборувате тајлер? за судовите, нив. Не, Владата зборувам за ги осуди на парламентот. 18 години или судот? Кој ги осуди? Судот и судиите кои што поголем дел беа именувани. А обвинителката на тие функции каква од релација ВМРО со ДПМН? Заев? Обвинителката Не знам, каква не сум во релација? тек. Па треба да дознаете. Од друга страна. Ако сакате да бидете објективни. И вие не сте објективен затоа што зборувате за патриотска борба. Дали е патриотизам да се обидете да убиете припадник Кој на е убиен? спротивна политичка? Кој е убиен? Никој не е убиен. Име и но презиме имаше обид. дајте. Не Имаше карикирајте. обид. Значи имаш обид, вие го следевте. Ја ли? не мислам дека Дали имаше го обид. следевте судењето? Вие знаете ли дека гласањето во оние рани собранието кои што ги гледавме е на незаконско? главата на пратениците од тогашната Не поддржувам опозиција. такво нешто. Тие рани Не беа поддржувам. галењи или беа обид за да се тие тешко повредат па и да се убијат? Села како ќе завршеше случајно остана жив? Значи не Значи, може Стојанче, туку така. изберен ли е Таља Джафери на регуларна седница со 61 пратеник? Постои ли таков документ? Не знам, не сум Тој во тек. момент е државен удар. Народот влезе да го спречи државниот удар. Зошто тогаш А ако најголемата имало, политичка партија, ако опозицијска, не презема ништо во таа насока? Која партија? ВМРО ДПМН. Па ја не зборувам во име на Не, партијата, ама вие прашете сега- го Мицковски, Вие ако он сте се договорил со овде некоја еден конјунктура. Осамен представник на, еве имате, не знам како да наречам, имате ваши ставови. Долго време сте мои во ставови, политика, да. на Ова сте се мои политика ставови. по личност. Најголемата опозицијска организирана политичка партија ВМРО ДПМН што презема за да го спречи ова за кое што вие тврдите дека се случило? Зошто ВМРО ДПМН? Ама зашто мислите не дека сум ја организираш- адвокат на Мицковски? Па не Не ме сум. разбирате. Како не? Значи вашето Па мислење е партијата е- осамено. Вие зборувате како Ако единка. добро, гледа народот. Мицковски. Народот Се гледа. согласувам дека гледа Мислите народот. дека народот Значи најголемата опозицијска партија во Македонија не презема ништо да ги заштити тие луѓе. Значи и тие индиректно се согласни дека се виновни. ако се согласила, Иначе јас сметам дека казните се драковски. ако тоа се ќе го согласила кажам. на нивна глава, значи во тоа не се мешам. Но јас не се согласувам. И тоа го истакнувам јавно. Јас сметам дека И мислам казните се дека има драковски. двојни аршини. Јас сум Двојни аршини. прв кој што на местото на заседата кај Веца на 28 април пред 2 години јавно повика на амнестија. Тоа видео ќе ви го пратам веднаш после емисијата. За жал не доби голем одек во медиумите кога повикав да се амнестират особено овие луѓе кои што биле од долните ешалони, не организаторите, но овие обични луѓе кои што за жал завршија во Апсолутно. И така треба. затвор. Значи јас Значи, од позиција на мал коалиционен партнер на СДСМ си земав за слобода да повикам за амнестија на тие луѓе. И така За треба. жал тоа не најде на одзив дури ни во ВМРО ДПМН во тој период. Дури потоа ВМРО ДПМН кога ја калкулира штетата која што ја трпат, дури тогаш мислам дека тие почнаа да зборуваат за амнестија. Но на нив на прво место и беше амнестија за нивниот врв, политички врв. За жал, овде ќе се сложам дека сте во право. За одредени работи ВМРО не смееше да калкулира, посебно не за луѓето што се во затвор. Не смееше да калкулира исто и за промената на името, ама калкулираше. И затоа мојот став е издвоен, затоа што не се сложувам со таквиот пристап да се остават тие луѓе по 15 години во затвор, а тој што им кажал да влезат или што ги навел да влезат, или тој што ги отвори вратите како крсто, да биде амнестиран и да се шета, да оди по Ватикан, да се слика и така натака. И да ми го промени името, мимо волјата на граѓаните која што беше изразена на референдум лани на 30 септември. Веднаш после емисијата ќе ви пратам линк. Јас сум прв кој што повика на амнестија за непосредните учесници, особено за оние од долните ешалони кои што не учествувале во изготвувањето на Стојанче, пенсиониот план. после Илинденското востание, Турската империја направила општа амнестија и ги амнестирале обичните луѓе. Турската империја пред 100 години, 120 години, денеска нема таква милост државата за собствените граѓани и не знам тој делото таму за Шекеринска го судат не знам колку години. Добро, може ли ја да прашам нешто? Го начнавте вие преска тоа како тема, а тоа ми прашањето. Петровски вели дека, мислам дека дури директно кажавте дека се на некој начин договорени СДСМ и ВМРО ДПМН, а можам да кажам дека оваа теза многу често се слуша во јавноста, се совпаѓа со многу, ајде да се изразам,
пасивни политики на ВМРО ДПМН кон многу општествени случувања кога можеа да бидат реално доста поагресивни, имаат чудни ставови некогаш можеби како опозиција. Можеби е тоа поврзано и поради нивното поранешно делување, не знам, но она што го гледаме е дека работите некако како да има некоја прикриена хармонија тука власт опозиција. Па би ве прашал вас, бидејќи сте и дел од владината коалиција, имате ли некакви информации околу тоа? Постои ли некаков таен договор Заев Мицковски за Не верувам во вакво ненапаѓање, за несудење, за така Имаме многу работи кои што одат во прилог на моето тврдење дека не постои никаков договор. Од друга страна, не заборавајте дека ВМРО ДПМН како неголема опозицијска партија, колку ние да критикуваме, сепак има одредена политичка одговорност. Јас верувам дека на врвот на ВМРО ДПМН, на пример, беше јасно дека името мора да биде променето и тие премолчано беа согласни со промената на името, затоа што ако ВМРО ДПМН беше искрено против Преспанскиот договор, можеа да извадат 50.000 луѓе на улица без проблем со нивната партиска структура и тоа да го прават во континуитет се додека не предизвикат тектонско пореметување во општеството. Но тие тоа не го направија. Не протестирај кога ги осудија овие обичните луѓе и неколку од нив кои што беа учесници во обид за убиство, барем така зборува во судскиот процес, тоа го кажаа обвинителите и тоа го потврди присудата. Значи и тогаш ВМРО ДПМН можеше да повика на масовни протести или да и помогне. Тие ги оставија луѓето, ги фрлија на буништето. Едноставно ги злоупотребија и тие луѓе дури беа принудени да соберат пари за да може да се платат својата одбрана. Тоа е многу нехумано од страна на ВМРО ДПМН, бидејќи ако од политички калкулации не смееја да застанат цврсто за нив, можеа индиректно да ја помогнат на некој друг начин и да ја олеснат, да ги олеснат нивните страдања, бидејќи тие луѓе, повеќето од нив имат семејства, имат жени и деца на кои што сега им треба помош. За жал тоа ВМРО ДПМН не го направи. Јас во ова гледам политичка калкулација, исто како што сега од Мицковски никогаш нема да слушнеме од сега па до изборите изјава дека ќе го укине, односно ќе го поништи договорот со Грција, затоа што и тој самиот е свесен дека тоа е невозможно. Тие ќе ја користат таа теза онолку колку што ќе донесе политички профит кај понеупатените гласачи, но без при тоа да се замерат со меѓународната заедница и без при тоа да ги надрзнат оние кои што малку повеќе се упатени во политика гласачи, затоа што на секој поупатен во политика гласач му е јасно дека веќе во Македонија не постои сила која што би го поништила се извинувам Преспанскиот договор. Петровски, вие очигледно мислите дека постои некаков договор, сега верувате ли дека таа, да ја наречеме кохабитација, произлегува од ова што го вели господин Ангелов, некакво калкуланство на ВМРО ДПМН, или сепак мислите дека има подиректен договор? Според мене не смееше да помине ни подразно договорот во Преспа. Тоа повеќе пати сум го зборувал дека ВМРО ДПМН имаше обврска според својата идеолошка структура да го спречи тој договор на секаков можен начин кој што е поврзан со демократски методи. Тоа не се случи. После минатата година, цела година повикувавме, јас ги повикував јавно сите пратеници на ВМРО да го напуштат парламентот, тоа не го направија. Затоа што да го напуштеа парламентот, да речеме, пред подпишувањето на договорот или пред референдумот, може да створат политичка криза внатре во собранието. Не го направија. Значи, мене ми личи дека практично на некако тивко се соджвакува, односно му се сервира на членството дека да, Преспанскиот договор, промената на името се завршена работа. И Мицковски самиот рече во едно негово интервју дека доколку ВМРО освои 80 пратеници, доколку има Бадентерово мнозинство, значи кумулативно две работи што нема да се случат во наредните 1500 години, може да се одлучи да направи чекор назад. Значи, вордингот, структурата на реченицата, начинот на кој што е тоа презентирано е да се на дел од гласачите на ВМРО да им се даде една идеја дека ВМРО ќе се бори, меѓутоа пошто нема 80 пратеници, тоа не може да се направи.
На тој начин јас мислам дека му се дава пас на се ова што се случуваше во последните години и се занемарува волјата на граѓаните кои што на референдумот минатата година се произнесоа сосема поинаку. Да подсетам, ние сме биле во дуели и во други телевизии, прашањето беше дали сме за промена на името ако тоа нели доведе до членство во ЕУ и во НАТО, и на народот му беше сервирана една кумулативна измама преку сложено прашање кое што не значи ништо, меѓутоа сепак народот и употребувањето на НАТО и на ЕУ како мамка не загриза и референдумот не беше успешен. Десничарска партија која што произлегува од тој грасрут, од таа ја има буквално таа подршка која што беше на референдумот клучна, не може да се одвои од тој став на народот. Добро, но господин Петровски, ми опишавте од прилика ситуацијата, но повторно не ми кажавте... Убаво е да подсетиме, бидејќи се забораваат брзо работи. Не, да, во ред, но сакав да ве прашам повторно во однос на мотивите што мислите. Се разбира, можеби знаете, можеби не знаете. Тоа не ве прашам дали знаете, но што мислите, кои се мотивите на ВМРО ДПМН за таквиот начин на делување? Зошто го прават тоа? Јас мислам дека они чекаат Заев да се излизга. Мисля дека со пасивен пристап ќе добијат повеќе поени и побрзо ќе се случи тоа што се случува и навистина Заев се лизга. Заев не се снајде во овие 2,5 години во позицијата која што му беше дадена. Он нема лидерски капацитети, сачува Боже не ни делува како премиер, делува како човек што седи во таа фотелја и ги забавува луѓето и како дома така и во странство. Мислам, гледате како зборува и какви изрази користи, како навлегува во работите, што е сосема неприфатливо за политичар кој седнал во таква позиција, но очигледно е дека подобро не знае. И они тоа го скопчаа, значи ги сватија тие работи и се повлекоа и рекоа оставете, овој сам ќе се закопа себе. Значи на некој начин не влегуваат во конфронтација која што би довела до проблеми меѓу политичките елити, туку чекаат да дојдат на ред за да седнат во фотели. Сакам само да додадам, да го појаснам нешто во насока во која што зборуваше Филип. ВМРО ДПМН дава пасивна поддршка на Преспанскиот договор, надевајќи се дека по промената на името СДСМ ќе претрпи таква политичка штета што тоа ќе нанесе тежок удар на наредните парламентарни избори и ВМРО ДПМН ќе се вратат на власт со решено најгорливо прашање и на раат ќе владат во следните 10 на 20 години. За нивна жал тоа нема да се случи. Мислам дека на овие парламентарни избори коалицијата предводена од СДСМ ќе извојува победа. Ќе биде победата најверојатно тесна, но сепак ќе биде победа. Ако ги следиме, добро што дојдовте до изборите, некако природно дојдовме до таа тема. Ако ги видиме, анкетите се различни. Сега двете партии прикажуваат различни анкети. Не знам дали може да се ослониме кој што вели, но ако го гледаме тоа што го гледаме, ако например претседателските избори не се некаков репер во однос на гласовите кој каде е освоило гласови во кои општини, се чини дека ВМРО ДПМН би било прилично силно на тие избори. Не може, ај земете ги локалните како репер. Зошто не ги земете локалните? Бидејќи вие се последни за тоа. Тоа Филип Петровски го знае добро да го објасни, долго време во политика. Има разлика помеѓу локални избори, парламентарни и претседателски. На парламентарните избори партиската база е многу мотивирана. Некои ради лојалност кон партијата, други ради лични интереси, што е нормално кај сите неголеми партии. И на парламентарните избори, па и на локалните, партиската база е најмотивирана, притоа тие со себе повлекуваат и други луѓе. Нормално идеологијата е на самиот врв, но знаете дека во Македонија идеологијата веќе благодарение на премиерот Зоран Заев се решени најгорливите прашања, сега нема да може многу да се злоупотребува и мислам дека партиската база на СДСМ е сепак појака од позиција на власт, зборувам во однос на партиската база на ВМРО ДПМН и од друга страна оние неопределени гласачи кои што секојдневно наоѓаат големи забелешки на владењето на СДСМ и се разочарани поради некои постапки од оваа влада, сепак мислам дека ако излезат да гласат, ќе гласат за коалицијата предводена од СДСМ, бидејќи оваа коалиција и оваа влада ја води Македонија во НАТО и во Европската унија, порано или подоцна.
додека реториката и најавите од страна на ВМРО ДПМН го доведуваат во прашање нашиот европски пат. И една работа, заборавив да реплицирам, дека премиерот Зоран Заев немал лидерски капацитет, само ќе ве подсетам дека токму тој политички го пензионираше Бранко Црвенковски и Никола Груевски. Дури Никола Груевски е во бегство. Ми се допаѓа ова, како беше со рацете што ги правеше гестовете. Тоа е начин Тоа е на изразување, за тоа и тоа ли ќе го одбраните? немам намера да бранам, Ќе го тоа е браните негов начин. Сигурно дека човекот се однесува природно. Дали заборавивте Никола Груевски како се однесуваше, но Значи Зоран тоа е Заев друго. не го пензионираше Груевски, туку меѓународната заедница која што го подржа Заев да изврши државен удар. Значи за волја на вистината, државен удар да, беше е извршен на 27 април пред 2 години државен удар. Талјат Џафери е не поставен на успеа сила. државниот удар. Не контра. Се обидоа Не, тие- протестантите кои што влегоа внатре да направат сега, знаеш како? државен удар. Сега се правиш дете. Значи тие што влегоа внатре требаше да го спречат државниот удар, за жал не беа добро организирани. А од кого не беа добро организирани? Па сега тоа утврдува судот, нели? Ова е интересно Да не тврдење. навлегувам, Не да. судот утврди. Па Сега имаме има процес ли во кој што така ли? Има ли Страјко инспиратори? Велјановски Има ли инспиратори? секако дека има. Има, ама тоа се инспиратори кои што доаѓаат како одговор на овие кои што кои што нели требаше да се изгласаат вака стоејки, не е битно дали се 61, за да одмериот амбасадорите го поздрават тоа. Не го поставија и таа разрешница против Груевски не ја направи Заев, Заев немаше сила, Заев изгуби и на изборите. Значи, и да беше, меѓународната заедница значи, помогна во рушењето. да, така? дел од амбасадорите имаат Кој се име, договорил презиме. со меѓународната заедница? Значи, Дали вака, за тоа треба политичка вештина? Факт е дека не во овој случај нема никаква политичка вештина, има марионетство. Дојде човек кој што рече јас ќе осменам името, ќе направам Македонија двојазична, ќе ги дадам сите отстапки што се потребни, ќе ја редефинирам не е повеќе суштина. двојазично тоа што беше. Не е точно. Како ти се допаѓа таблата пред полициската станица во Карпуш што е Не двојазична? ми Си ја смета, видел? не сум ја забележал. Треба но да не ми идеш да ја смета. видиш. Да, ма не ми Е па на смета. луѓето од Карпуш им Ама смета. во Затоа што 50 нема години- причина да пред биде 10 двојазичната. во центарот Сега на не ме Скопје прекинувај, читав скендер. Јас се обидувам да не те прекинувам. На луѓето во Карпуш им пречи. Ако тоа ти не го гледаш, твој проблем. Моја е да го кажа. Ова е И апсурдно нема тврдење. никаква, може да е апсурдно, бидејќи тебе ти се допаѓа Додека како ВМРО ДПМН не почна да Стојанче, зборува ама за те молам не ме двојазичност, прекинувај. ние не бевме Ама те свесни. молам не ме прекинувај. Значи, ќе запишуваме. тебе штом ти се допаѓа како Заев ја води државата, сигурно и не ти смета таблата што е двојазична, тројазична или пет јазици да се стават. Значи си изгуби суштината на државата. Таков човек се бараше, кој што нема да каже не. И тој човек беше награден. Со изгубени избори стана премиер. И што направи? И сега Колосов голем тој лидер човек? ли е? Не, види. За мене голем лидер не ја е голем внесе лидер. Македонија во Он е- НАТО он е и сме Мари- на вратата на Европската унија. На која врата Зарем на тој е Европска мал- унија? Некоја предворје, некоја задња Не, врата? На вратата. Каде? Очекуваме датум за преговори. Кога? За почеток Во на која преговори. година? Па се надевам до април. Па нели требаше сега да биде, пред некој месец? Ќе биде Ќе трпение, биде спасение. трпение. 500 години Зборуваме, турско. нема да биде 500 Пак години. истото. Зборуваме за Да почекаме да се распадне прва Европската унија. Кои вредности? Зборуваме А мини за Шенген? стратешки Како замена процеси. на тези? Па тој мини Шенген и претходно И тоа ли горе се доле допаѓа? постоеше. И тоа ли ќе го браниш? Со лични карти одевме во Србија, во Косово, во Албанија и претходно. Па тогаш само кој- сега се унапредува. Па тогаш кој продукт Па го тие се продаваат наши со соседи, мини ние немаме избор, ние мораме со нив да соработуваме. Ама ако Македонија како, има не мораме во Европска унија, ама Македонија ако тука не ќе бара си правиме, алтернатива. ќе Ако си ја правиме гледате замена. последната изјава на председателот Пендаровски, кој што ја пренесе оно што му го кажал Макрон, дека Македонија ќе рачуна на полноправно членство во Европската унија Кога? и нема да й биде понудено ништо помалку од тоа. Да се стрпиме, мислам дека ќе биде. Ако гледаме од историски аспект, неколку месеци или уште година, колку мандати? ништо не значи. Уште колку Јас се мандати? надевам дека ќе биде Па ова тој исти пролет. Макрон пред 2 месеца, нема ни 2 месеца, ни стави вето. Во На што случајов- да веруваме сега? Овде не е ставено поради Значи, Македонија, ветото е Стојанче, ставено овде поради кај имаме начинот на промена на кон- прием на земји членки, вие тоа го Па, знаете. ти си се упатил ептен во структурата на Ја не Европската сум се унија. упатил воопшто во Ветото структурата. беше ставено Освен Франција, колку за други држави Македонија. беа Мене против. ја не морам да објаснувам на граѓаните како е структурирана Европска унија и зошто не се случува Брексит. Мене ме интересира зошто е ставено вето на Македонија покрај притисоци и покрај
нели, од лобирање од политички структури од цела Кои Европа. притисоци имаше од Германија? Под сите страни го Па притиска, замислете, Макрон и една не голема попушти. Германија, најмокна Не, држава во не, Европа, не. цврсто застана зад Македонија. Не ти Замислете замисли што го се случи. ова. Што ние направивме? Си го изгубивме идентитетот, ја променивме Кој идентитет- структурата на кој идентитет државата го изгубивте? и вие дојде сте сега србин, Макрон што сте ви и овде? стави вето. Албанец, а сега Влав, јас сум Стео македонец. Педаровски ни Каде го раскажува. изгубивте А сега, значи идентитетот? немаш трпение. Сакаш да збориш цело време. Ајде ја ќе молчам, ти збори си. Па каде го изгубивме идентитетот? Кажуваш Па сме невистина збор- врз невистина. Како невистина Па кажува? кај го изгубивме идентитетот? Па си Јас сум видел ли ти лични македонец. документи како се издава? Сум видел. И што пишува во државјанствата? Република Северна Македонија, државјанство Македонија. На англиски ли ти издадува на тебе државјанство? Не знам, не ги проучувам. Па гледаш дека не си видел. Не пишува така. Како пишува? Граѓанин на Македонско. Република Северна Македонија. Македонско. Граѓанин. Прво пишува македонско. Па пишува прво цртки, па сватија дека ќе се створи преголем револт, па додадоа ај македонско, па Значи, кроз има македонско, така. граѓанин на Република Имаме Северна македонско Македонија. државјанство, така. Стојанче, преголема е цената што е платена за Макрон така да се изживува и да каже вето. Каде ја И гледате? сега да му ветува на Стево, дојде малку да го хендла, да му каже дој сега малку да се видиме, да направиме фотосесија, па кажи им таму на тие нека се стрпат уште неколку месеци можете ли- и тоа го продавате Само дека како господин продукт. Петровски, можете ли само да кажете бидејќи го нафрлате тоа, а зошто вие мислите дека е ветото? Бидејќи тоа го повторувате, зошто вие всушност мислите дека е ставено ветото? Значи на не се битни, не е битно конкретно зошто е. Они имаат велат дека имаат проблеми со структурата внатре, дека имаат проблеми со Брексит, па имаат проблеми со начинот на примање на нови членки, па се предлага да има примање по отпуштање од прием. Има сериозна криза унијата и тоа треба да се дебатира од луѓе кои што се стручни познавачи. Унијата има сериозна криза. Ние идеме како да ви кажам, како бик кој што јурише на матадор за да биде екзекутиран. Ворете да бараме некои вредности, ворете да бараме европски пазар, ворете да сакаме да бидеме во друштво на повисока цивилизација, ако мислиме дека ние не сме тоа. Меѓутоа, начинот на кој што не третираат, условите кои што ни се поставуваат, не се прифатливи за држава која што е суверена. Ако не сме таква држава, ако сме територија, и ако ништо не е битно, ни државјанство, ни двојазичност, ни уставот, ни избор на Талја Џафери, ни премиер со изгубени избори, тогаш ние зашто зборуваме тука? Зборуваме за гола одбрана на позиции. А мислите ли дека влегувањето, ова што го зборуваме за Европската унија евидентно, значи преголем проблем, спорно е зашто не добивме датум и покрај Преспанскиот договор, тоа мислам дека им е јасно на граѓаните. Мислите ли дека влегувањето во НАТО дека на некој начин навистина ја стабилизира државата, дека многу прашања кои биле отварани во минатото, првенствено од безбедносен аспект, од натрешни тензии, од етнички тензии, дека ќе бидат затворени? Тоа во теорија би требало да биде така, во пракса ќе видиме дали ќе биде така. Значи не велам ни да ни не. Ќе видиме во пракса што значи за Македонија кога ќе стане полноправна членка на НАТО. Очигледно е дека Македонија е ставена под таа капа, глобалните интереси се таму, се беше направено. Мислам дека ќе беше по-фер да се каже на граѓаните дека промената на името е заради влез во НАТО. Бидејќи не гледам плаузибилна, како да кажам, завршена приказна каде што Македонија е полноправна членка на Европска унија, барем пред да отидам во пензија, во наредни 20-30 години. Ми делува дека е предалеку таа крајна цел, а до тогаш може да се случат многу големи промени и во Европа и во светот. Повидливо е дека Македонија беше нагурана на сила во НАТО на начин со промена на име. И се надевам дека таа жртва што е преголема, нешто ќе значи за безбедноста, но не сум сигурен. Оти, нели, секогаш е тука возможно да се повикаме на Русија, дека ако не биде Америка, ќе дојде Русија и дека, не знам, Русија тука ги организира екстремистите десничари, па затоа мора Македонија да ги направи сите промени и да биде дел од НАТО. Се надевам дека ќе биде стабилизација која што ќе се покаже во економски параметри, но не сум сигурен. Бидете сигурни. Дали основа што го тврдите тоа? Ќе покаже времето, нема да бидат 20-30 години. Мислам дека ќе биде малку побрзо, но дури и Македонија да стане
полноправна членка на Европската унија дури и за 20 години, од историски аспект 20 години не се ништо, тоа вие подобро го знаете од мене. Се работи за држава, ние македонците имаме држава, наша држава. Значи Која вака, што може да ти давам еден сега пример има од околината. бетонирани граници со влезот во НАТО. Црна Гора, Опасните идеи за големи држави веќе не може да не загрозат, така што и текако имаме прво безбедносна придобивка од влезот во НАТО, а веднаш потоа и економската, која што е известна, затоа што економските показатели во сите држави од источниот блок по влегувањето во НАТО зборуваат во насока дека има пораст на економијата, влесно странски инвестиции, подобрување воопшто на или економската во Европска унија, да не си ги измешал параметрите. Не, во НАТО. Инаку Црна Зборам за Гора НАТО. прогласи своја држава во 2006 веќе е членка одамна на НАТО. Некако брзините во оваа држава се многу успорени, да не е тоа некакво ДНК кодирање од 500 години турско, па да чекаме уште 2-3 Од века. 2008 година Македонија назадуваше. Пред само 3 години во Македонија не верувам и српскиот председател дека има дојдено. Денес во Македонија дојдоа највисоките Кој? функционери Кој? од Соединетите американска На држава. тие што им ги од грешат Европската унија, знамењата редовно, На тие, протоколот. па сега видите, протоколот може да сгреши тоа, да, симпатично и смешно, но доаѓа Многу, овде. Многу. Значи Меркел беше овде. А и трагикомично Да не е ги повеќе. грешам имињата. Трагикомично е. Значи многу високи И личности. што од добивме ние со меѓународната тоа што беше политика. Меркел тука? Или не знам кој е дошол? Што Па се добивме? водеше Што? војна на самитот Македонија да добија датум за преговори. И Политичка доби ли војна. Македонија? Не доби, но прв пат некој една голема Германија и многу други мокни европски држави цврсто до крај застанаа зад Македонија. Знаете дека до утрото беше неизвестно. На крајот сепак надвладеа Франција и незиниот став, кој што сметам дека ја злоупотребува нашата позиција за да го промени начинот на влегување во Европската унија. Јас сепак не мислам дека на Франција Македонија е важна. Туку само беше нус продукт од ривалството Тука се горе во согласувам Европска со вас. унија. Се Да не си согласувам. придодаваме големо Значи значење. Македонија не беше Овде беше направена историска измама со тоа што се промени на сила името. Тоа е главниот проблем. времето ќе покаже. Требаше да Односно- се каже, не, требаше да се каже. Внесете на Европска унија, па ќе видиме кумулативно да се смени името. Евентуално, како што прават Можеби држави постои кои што таков имаат обид, кои што но не- имаат не капацитет успешен. на политичките Сепак елити. Македонија е една мала држава, Па и Црна скромна Гора е мала држава, држава, па пак поуспешно но ги завршува. Црна Гора немаше процесите. нерешени проблеми со соседите како што има Македонија. Со кој сосед Црна Гора имаше проблем? Има проблем Црна Гора со Србија, но не таков. И нема со Косово и со Добро, Албанија. интересен е ставот на српскиот председател Вучич, додека председателот Пендаровски после средбата со Макрон вели одлуката ќе биде во мај, не навлегувам во тоа каква ќе биде, вели, значи немаме ништо во однос на дали ќе не подржи сега Макрон или не, но интересна беше изјавата на српскиот председател Вучич, кој вели па ќе им даат они датум на нив на Албанија и на Македонија и вели уште во март ќе им даат датум, а на Македонија ќе даат датум затоа што се плашат од резултатот од изборите во април, да не победат оние другите и да не изгуби оној на кој му е ветено тоа. Така се изразува отприлика енигматично господинот Вучич. Што мислите за тој став? Тој вели ќе им даат уште во март датум. Видете, ние И сметам го дека врзува со сме изборите, и значи. колатерална штета на пакетот со Албанија. Ако Македонија беше раздвоена од Албанија, јас верувам дека ќе добиевме датум. Но превагна она мислење дека ако се одвојат Македонија и Албанија, ако Македонија добие датум, а Албанија не добие, дека ќе дојде до дестабилизација во Албанија и будење на националистичките Чекај се, нели Албанија И мислам членка на дека НАТО, нели е Македонија- стабилна, како ќе се дестабилизира? Збореме за поединци. А како НАТО нели може да ги дисциплинира? Албанија е исто кревка држава да Ама нели може да ги дисциплинира НАТО? Они се членка на Не НАТО. може, како ќе ги дисциплинира? Албанија не може да ја нападне Па Македонија. Тоа имплицира, Не, зборуваме за внатрешни дека и во состојби. Македонија и НАТО да дојде дека Секогаш- нема да биде стабилно, секогаш- ако албанското малцинство не е задоволно и не му се Екстремисти. отстапува, така? Екстремисти, да, од една држава Само што може кажа да дојдат дека во друга. дека Зборувам за ако не држави. раздвоеле, дека они таму ќе збеснеле. Не Ти кажа. одредени структури, тоа ќе биде повторно храна за националистите кои што можат да ја злоупотребат таквата Тебе, состојба. нели ти е и да поиндикативно играат- што ги ставаат овие две држави во исти кош? Едно време бевме Балкан, па бевме Западен Балкан, сега станавме Македонија и Албанија.
Не сме Македонија и Албанија. Сега сме повеќе, тука и Србија. Што сме? И Србија е кандидат за членство. Не, у моментов за зборуваме за датумот за преговори. Ние немаме Видите датум. индикативно што не Ние гураат сме цело време аспиранти кои натака. што нема датум. Ми беше прашањето поврзано со изборите, дали Се надевам мислите дека дека Вучик е во право, но Сакам не сум еве сигурен. да го превратам прашањето, дали мислите дека премиерот Заев ги употреби на некој начин изборите за да направи една таква латентна закана кон меѓународната заедница? Ако не добиеме датум, еве ќе дојдат овие во наводници Филип лошите. ќе се насмее, но премиерот Заев покажа дека е мајстор за водење на меѓународна политика и времето ќе Стварно ќе покаже се насмее. дека она што го презема ќе вроди со позитивни резултати. Впрочем, и ние не можеме да ги знаеме сите работи. Одредени преговори и состојби се строга државна тајна, кој што ја знаат неколку луѓе. Може би целото ова да е договорено, замислите дека е ова сега теорија на заговор. Договорено е за да ги извадиме ВМРО ДПМН на избори, сега нема да ги дадеме датум, после ќе ги дадеме. Па добро, ние не можеме да знаеме, ние затоа се обидуваме да ги анализираме. Не, и оно состојбите, Вучик што го кажал, сето тоа се во Доров. Тврдењето на Вучик е многу сериозно, он е председател на држава кој што се сретна со Макрон. И го кажа тоа И многу после средбата со сериозно, Макрон, тоа е многу да, сериозно тоа е тврдење интересно. и се надевам дека е во право. Добро, а мораме да направиме кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме брзо.